имајќи проблеми со својата тежина и проблеми со кичмата, се решава да изврши операција подврзување односно намалување на желудникот и подврзување негово со тенкото црево, се со цел да ослаби. Тоа е операција која што е позната во светот и се извршува. Но проблемите тука почнуваат бидејќи на два пати неуспешно се спроведува таа операција, односно неуспешно се подврзува тенкото црево со желудникот. И фактички од тогаш, иако беше уверувањето од страна на лекарот дека се ќе биде во ред за неколку месеци, тоа не се случува, туку неговата ситуација се влошува од ден на ден. Јас вообичаено за се што зборам сакам да имам докази и релевантни исправи, па затоа би започнал со известувањето од Универзитетската клиника на торакална и васкуларна хирургија од 2.10. Ќе почнам по редослед. Каде што се наведени сите негови диагнози, односно намалување на волуменот на желудникот, враќање на храна од желудникот во хранопроводот и дел од желудничната содржина, кога се наоѓа пациентот во хоризонтална состојба, се слева во дишните патишта. Што тоа значи, се слева во дишните патишта? Тоа значи дека пациентот кога лежи при такво слевање на таа киселина и на тој состав од желудникот, може да се случи тренутна смрт или за кратко. Сега, сакам да ви кажам, уште на 2.10.2019 година светски познатиот професор, доктор Зоран Спировски, има препорачано, вели, цитирам, за санирање на оваа комплицирана здравствена состојба неопходна, повторувам, неопходна е потребна хоспитализација на клиника на ентерохепатологија или соодветен одел во градска болница 8 септември. Спроведување на соодветен хигиенско-диететски режим во животот. И од тука почнуваат проблемите. Тука почнуваат префрлањето на топката на релација затворскиот лекар во затворот шутка и клиниките во Скопје. Клиниките во Скопје предлагаат и бараат хоспитализација, бидејќи не може да се спроведе третманот на овој пациент во затворот Скопје, меѓутоа тоа не се дозволува од страна на затворскиот лекар. Ќе ви кажам и какви мерки ќе бидат превземени потоа во врска со ова. Значи, затворскиот лекар му вели, па спроведи си сам хигиенско-диететски режим во затворски услови, односно во келија. Ајде сите да се запрашаме дали е тоа воопшто возможно и дали некој може да го направи. Покрај тоа што е тоа направено, на ден 14.10. доаѓа една од најбитните извештаи. Ова го зборам, ова се све извештаи од референтни установи. Едниот е од болницата 8 септември, а другиот е од Универзитетската клиника во Скопје. Сакам да кажам дека на ден 14.10.2019 година во амбулантата на гастроамбулантата на клиниката 8 септември констатирано е нефункционалност целосна на левиот бубрек, негово здебелување и како резултат на тоа излачување на заматена темна мокрача. На 14.10. скоро месец дена и повеќе му е ординирана антибиотска терапија
со една од најаките антибиотици кои што постојат во модерната медицина, тоа е лендацин. Тоа е ова известие. Можам и поединечно да ви го дадам, да извршите увид. И на крај ќе ги снимите. На 14.10. тоа е востановено. Ништо не е направено. Нефункционален бубрек. На 29.10. во клиниката за торакална и васкуларна хирургија во Скопје е констатирана истата работа. Направени се 4 прегледи, меѓу кои прегледан му е бубрегот и констатирано е истото тоа задебелување, нефункционалност на бубрегот. 15 дена после тоа и повторно е наведено дека тука треба да се спроведе антибиотска терапија. Спроведувањето на антибиотската терапија и тука се предлага да се изврши во клинички услови. 15 дена се поминати од нефункционалноста на бубрегот, за желудникот веќе кажав, ништо не се превзема. Повторно не добива терапија. На ден 3.11, значи веќе скоро 3 недели од првичното констатирање на нефункционалноста на бубрегот и на препишана антибиотска терапија, повторно се упатува на преглед, затоа што му се слошува, се упатува на преглед во болницата 8 септември. Буквално, јас сум многу благодарен до лекарката која што буквално на висок тон ги има предупредено затворските службеници кои што го прателе во придружба обвинетиот дека мора да се започне со антибиотска терапија. И таа конечно после 3 недели закаснување е започната на ден 5.11 и секој ден 5 дена се носи на клиника. Односно во 8 септември да прими антибиотска терапија. Во врска со неговиот статус здравствен, сакам да ве информирам дека од клиниката за гастро при универзитетската болница во Скопје направена му е ректоскопија и при тоа, покрај тоа што е направена ректоскопија, е предвидено да му се направи и колоноскопија. Еден медицински зафат кој што е, за ваша информација, кој што се изведува во дебелото црево на пациентот. Сега, што е проблемот тука? За да пациентот воопшто биде во таква здравствена состојба, да може да ја издржи да го издржи тој третман, треба да биде подложен на 5-дневна диететски посебен режим, односно да внимава што јаде и што пие. Значи може да јаде исклучиво пире, може само вода да пие, се со цел да биде спремен за таа интервенција, која што патем кажано се спроведува со локална анестезија. И видете сега што се случува. Прво му се дава една лекарска документација, која што се вели дека на 20.11, тоест утре, требаше да се спроведе таа колоноскопија. За да во петокот, кога он се појави повторно беше однесен на истата клиника, како да се работи за обичен пациент кој што доаѓа од дома, му велат нема ти да ти ја правиме колоноскопијата на 20, него ќе ти ја направиме на 18. Значи ова е протокол за тоа што треба да се превзема и да се прави
до моментот на превземањето на таа интервенција. Прво е скратен рокот од 5 на 2 дена. Второ, како тоа сам ќе готви он во затворската соба, пире и мед ќе јаде и сладко и се наведува што е забрането. Ова е една тотална негрижа, ова е еден тотален нонсенс. Мојот родител бил лекар и знам како се однесуваше со своите пациенти. При извршената ректоскопија утврдени се повреди на дебелото црево, утврдени се израслини и земен е материјал со тумор маркери да се утврди за што всушност станува збор. Сакам да ви кажам дека лицето Бојан Јовановски е хоспитализиран на ден, односно е притворен на ден 15.7.2019 година, што ќе рече околу 120 дена до сега. Од тогаш до сега ова лице е однесено на медицински интервенции најмалку 30 пати, повторувам 30 пати. Дали здрав човек би требало да би можело да или имало потреба да се носи толку често. Мене лично како негов бранител ми паѓа тешко кога јавниот обвинител кој го застапува овој предмет, дента кога беше закажана, и вие бевте присутни доле, кога беше однесен со брза помош, кога беше закажан давање на исказ на обвинетиот, тој колабираше по претходно повраќање од 15 минути. Тоа го гледаше јавниот обвинител. И навистина беше уплашен и така натака. Кога поднесовме, тоа беше истрага, кога поднесовме барање за замена на мерка притвор со мерка, поблага мерка, односно куќен притвор, а во таа фаза беше надлежен исклучиво судијата на претходна постапка и за да се замени мерката е потребна исклучива согласност на јавниот обвинител. Таква согласност не добивме. Ете, јас како еден предизвик кон вас, представници, кон медиумите, слободно можете да извршите истражувачко новинарство и да видите за колку лица јавното обвинителство со драстично полесни медицински диагнози има дадено позитивно мислење во фаза на истрага и нив им е заменет притворот. Во врска со ова, не можеме да не кажем дека судот како таков во ниеден момент не е виновен за ваква ситуација. Судот е апсолутно професионален и апсолутно постапува многу професионално и брзо по секое барање за вршење на лекарски преглед. Но тоа не можем да го кажем за обвинителството и нема да го кажем, затоа што не е така. Судијата, последниот преглед беше сега на 12 во петок. Судијата многу професионално веднаш за неколку сати ја издаде својата согласност за вршење на прегледот и се согласи со секаков можен третман каков ќе биде определен од страна на лекарските авторитети. И што се случи на 12? При согласност на судијата, доколку е потребно да биде хоспитализиран, не пуштен во домашен притвор, туку хоспитализиран во болница за да може да му се дава третман. Тој е чуван во затворско комбе цели 3 часа, додека не се договорат авторитетите кои што го имаат третирано тој ден. И на крај заклучокот беше дека немале место на гастро да го примат за да биде припремен на оваа колоноскопија. Затоа вчера
кога беше закажана таа скратена колоноскопија која што јас ви ја опишував, и тоа беше закажана во 6 саатот Сабајле да биде однесен, па некакви маѓионичарски трикови да бидат таму превземани за да може тоа да му се изврши. Ако има протокол кој што предвидува 5 дена, тоа не може да се скрати на неколку часа. Се работи за едно алиби постапување од здравствените власти, каде што никој не сака да превземе одговорност да го хоспитализира ова лице кое што не е способно да функционира самостојно. Во последно време, за сето ова што го зборам имам медицинска документација, не зборам напамет или е некаков си мој обид да му ја олеснам неговата притворска положба. Ни оддалеку. Сакам да ви кажам дека при мокрењето мокри крв, а исто така при одење не може самостојно да се движи и му е потребен човек да му помага да врши голема нужда чија што столица, се допаѓало тоа или не, е секогаш крвава. И сега се поставува прашањето дали во овој момент за секого и за сите граѓани во Република Македонија важи Уставот на Република Македонија, односно императивните одредби на тој устав, односно член 8, член 9 и член 11, каде што член 8, например, вели дека член 9, односно дека граѓаните се еднакви. Како се тоа еднакви кога не може да му се пружи основна медицинска заштита. Член 11 вели дека физичкиот и моралниот интегритет на човекот се неприкосновени. Чи овдека се работи за живота овдека така се постапува од небрежност, како да јас мислам дека со едно домашно милениче што е фрлено на улица би се постапувало посериозно. Да не ја споменувам праксата на Европскиот суд за човекови права во Страсбур за постапувањето во однос на мерката притвор. Значи никој не бара и прво јас како бранител, ни обвинетиот, никој не бара на обвинетиот да му се даде медаља во врска со кривичната постапка која што се води против него. Туку само бараме нормален третман кој што не може да му се изврши во затворот, затоа што затворот Скопје, истражниот затвор Скопје, е пред се и над се установа за издржување на мерка притвор, а не е лекарска установа. Таму постои само лекар од општа пракса, а ни еден лекар нема од терцијалното здравство, односно субспецијалист. Ја користам оваа прилика да ја истакнам и високата професионалност, повторувам, високата професионалност на целиот персонал на затворот Скопје. Луѓето воопшто не се виновни и постапуваат со најголемо можно внимание, но тие не се лекари кои што можат да одлучат, а особено на директорот на затворот кој што во секој момент и лично при моите секојдневни посети се појавува се со цел да праши и да се интересира за затворската состојба на обвинетиот. И има и една друга работа тука. Сите да се запрашаме дали е поевтино некој да 30 пати да биде носен со тројца затворски командири и со комбе по 5 сати или повеќе сати во клиника, отколку тој да биде хоспитализиран. Се работи, повторувам, за животно загрозувачка состојба. Не сакам да се случи она како што го имаме во штурите соопштенија, кога ќе почине, а тоа е редовна состојба, кога некој ќе почине затвореник дали од Идризово,
да имаме едно соопштение од управата за извршување на санкции не подолго од пола реченица, дека се е превземено од нив, ама ете што да правиме. Виша сила, па тоа се случило. Затоа го свикувам ова да не се случи тоа. Не бараме милост во ниеден момент, но тој е граѓанин како сите други и заслужува најмалку еднаква нега. Ние не бараме таа нега да биде извршена во некаква приватна клиника или надвор од Република Македонија, туку во универзитетските клиники и во болницата 8 септември право на здравствена заштита која што му следува на секој пациент во Република Македонија. И би сакал да завршам. Со оваа состојба би сакал да биде запознаена и меѓународната јавност, пред се представниците на дипломатските представништва во Република Македонија, бидејќи сите се залагаме за владење на правото, јас барем се трудам да тоа е така, но не да биде тоа само номинално и само да се искажува дека треба да има владење на правото и така натака. Секако и јас сакам да има владење на правото, но мора да биде во едни човечни услови и како за секој човек. Значи не е ова инквизиција, при тоа, како што реков, тука не е виновен ни еден милиметар, нити судот, нити затворската управа. Не е ова 15 век, туку станува збор за модерна кривична постапка и станува збор за 21 век. И последната работа што би сакал да ве информирам, тоа е секојдневното негово депривирање, омаловажување во врска со сексуалната негова определба. Од разни лица, почнувајќи од медицинарите. Јас се извинувам што ќе го потребам овие зборови, но му се има случајно повеќе од неколку пати на обвинетиот при медицински преглед да ги слушне медицинските лица како рекле, па што ако умре педерот? Нека умре педерот. Баш ме интересира каде е сега ЛГБТ заедницата. Или само по потреба се јавува. Каде се сега невладините организации? Само по потреба се јавуваат. Сега го слушав председателот пред некој ден на Република Македонија, иако во ниедна одредба од Уставот на Република Македонија не е тоа негова надлежност, како коментира владење на право и како коментира дека требал да биде завршен случајот рекет. Океј, ќе биде завршен, како секој предмет, но тоа не е негова надлежност. Еве сега го повикувам, иако и ова не е негова надлежност, малку нека се заинтересира за здравствената состојба, дали е добра, каква е и во секој поглед.